Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Заев, Ваша екселенцијо, амбасадор на ЕУ господин Жбогар, почитувани представници на владата, почитувани градоначалници, почитувани представници на Царинската управа на Република Албанија, ценети партнери и соработници од деловната заедница, почитувани представници на медиумите. Во името на Царинската управа и во мое лично име ви посакувам добре дојде на официјалното пуштање во употреба на царинскиот терминал на граничниот премин Ќафас. Пред се, дозволете ми да го искажам своето задоволство за придонесот на Европската Унија за подобрување на царинската инфраструктура во насока на олеснување и забрзување на трговијата во нашата држава. Една од главните цели што произлегуваат од мисијата на Царинската управа е токму олеснувањето на трговијата, со цел заштита на финансиските интереси на општеството и економски развој. Во исто време, нашата визија да бидеме водечка царинска управа во регионот ја остваруваме преку континуирана модернизација, развојот на човечките ресурси и IT капацитети, подобрувањето на условите за работа и обезбедување на соодветна инфраструктура на граничните премини за одржување на високи стандарди. Денес, при одбележувањето на завршувањето на овој инфраструктурен проект, второ од овој вид, со поддршка на фондовите на Европската Унија и кофинансирање на владата на Република Северна Македонија, а во кој како крајен корисник учествува Царинската управа, можам да заклучам дека придобивките од него се веќе видливи и директно влијаат на олеснувањето на прекуграничната и регионалната трговија. Царинската управа постојано е насочена кон развивање на решенија и услуги со кои се поедноставува и олеснува работата на учесниците во царинската и надворешно-трговската постапка, како и кон создавање подобри услови како за царинските службеници, така и за другите гранични агенции кои секојдневно се присутни на премините. При подготовката и реализацијата на проектот се овозможи просторно решение и изградба на нов царински терминал за товарен сообраќај, кој претходно не постоеше на преминот. Сите формалности се одвиваа покрај патот, отежнувајќи го движењето и загрозувајќи ја безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Со ова решение значително се подобрува протокот за стокови пратки на преминот и се намалува времето потребно за вршење на граничните формалности. Се изгради нова зграда за царинската испостава, со што значително се подобри квалитетот на услуги, како и условите за работа на економските оператори и царинските службеници. Добивме и нов објект за преглед на товарни возила со капацитет на преглед на 3 возила истовремено со примена на современи средства за инспекција. Би ја искористил оваа прилика да ве запознам накратко и со другите приоритетни активности што ги воведуваме, а се дел од новата дигитална ера на Царинската управа. Едно од најголемите достигнувања на Царинската управа е дигитализацијата на царинското работење преку создавање на услови за безхартиено царинско работење. Тоа најмногу се должи на воведувањето на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи, што почна да се применува од 1 јуни оваа година. Овој систем, кој е револуционерен во досегашното царинско работење, го замени стариот система СИКУДА и ги обедини постоечките дигитални системи во една интегрална целина. Во новиот систем целосно се интегрирани транзитниот систем NCTS и интегрираната тарифна околина IT Тарим, развиени со поддршка од фондовите на Европската Унија. Проектите се реализирани со највисок степен на усогласеност на царинското законодавство и постапки со оние на Европската Унија. Се подготвија и голем број на стратешки документи за развој, особено во делот на IT системите и градење на административните капацитети. Овие системи се дел од проектите за воведување на високи стандарди и подобрување на оперативните и административните капацитети во царинското работење и се во функција на олеснување на трговијата, како и подготовка за членство во Европската Унија. Во оваа пригода дозволете ми да изразам благодарност за поддршката од владата на Република Северна Македонија и сите учесници во реализацијата на постојните реформи.
Исто така, сакам да и заблагодарам и на Царинската управа на Република Албанија за досегашната одлична соработка и за придонесот во заедничката заложба за олеснување на трговија и забрзување на протокот на стока и патници. На крај, уште еднаш би сакал да истакнам дека резултатите од реформите ја потврдуваат посветеноста, ентузијазмот и системската работа на вработените во Царинската управа и така можеме да се соочиме со предизвиците и да ги исполниме очекувањата и потребите на сите корисници на нашите услуги. Од тука дозволете да изразам особена благодарност до делегацијата на Европската Унија за воспоставената долгогодишна соработка, поддршката и придонесот кон подобрување и афирмација на царинското работење. Во оваа пригода ја потврдувам нашата одлучна намера за нејзино продолжување во сите сегменти и на сите нивоа, а со цел на тамошно подобрување на капацитетите на Царинската управа за постигнување на стандардите на царините во Европската Унија. Ви благодарам.